Вести на Канал 8, добар ден. Отпадна вода од фекалната канализација и понатаму истекува на влезот од тракање. Жителите бараат надлежните да преземат мерки, оти се плашат од заразни заболувања. Продолжува да истекува фекалната канализација на влезот на тракање во близина на бензинската пумпа Макоил. Не е решен проблемот за кој Канал 8 информираше минатата година по реакцијата на жителите кои најмногу се засегнати. Смрдливата вода што со себе носи и фекални остатоци излегува низ отворите од последната шахта на колекторот и се разлева по асфалтот, истекувајќи во околните ниви и бавчи. Мештаните се жалат дека состојбата е непроменета веќе 12 години, откако е поставена канализацијската цевка на која се поврзани поголем број куќи од источната страна на тракање. Од страф од нечистотиите не ги пуштаат децата да излезат од дома. Водата им тече пред влезовите, па мораат да прескокнуваат преку смрдливите вирови за да одат на училиште, по леп или други потреби. Екипи на комуналното предпријатие Водовод ја чистеле цевката, но за кратко време таа повторно се затнува и фекалиите излегуваат надвор. Во соседните куќи не можат да отворат прозорец, ниту да излезат во дворовите поради смрдејата што се шири. Не да мирише, страшно е, на улицата живеат околу 20 мали дечиња испод 10 години. Секојдневно газат по ова што гледате и се плашиме од заразни болести, а во последно време добро знаете дека жолтица, листерија, мислиме дека сите проблеми се од тие, од нечистотија, од неодржавање хигиена. Дори направи за 3 дена и па претече, за 3 дена дори си суше, па смрда и па дојде вод. Нема фајда тоа што го чистат. Само да направат неко решение. Друго ништо. Жителите на Тракање, кои се најзагрозени од проблемот, не се приклучени на канализацијата, туку фекалните води ги собираат во септички јами. Тие сметаат дека решение може лесно да се најде, зашто помош бараат од локалната самоуправа. Да се работи за 200 метра. Од тука да се за 200 метра цевки до бензинската пумпа и готова работа да биде решено прашањето. Ако не ќе да го спроведат, нека си наат дека да терат водата, дека да терат водата и нема проблем. А ока и ние ќе пуштиме цевките од дома у патопа како е така е. Септичките јами во кои жителите од околните куќи ја прибираат фекалната вода се преполнети, поради тоа што водата што истекува од канализацијата понира и им влегува во јамите. Трканци бараат брза акција од локалната власт за да се реши проблемот со кој живеат повеќе од една деценија, наместо да се чекаат швајцарски пари за проектот за регулација и заштита на реката во нивното село. Проектна активност мешана патрола, полиција и родители по втор пат годинава спроведе Кочанската полиција. Направи обиколка на најпосетуваните места за ноќна забава на малолетниците, а ги посети и угостителските објекти. Констатираше намалување на бројот на малолетници. Значително намален број на малолетници затече полицијата во петокот навечер по направената контрола како дел од мешаната патрола на полиција и родители, што втор пат годинава ја спроведуваат полициските службеници на ниво на Кочани. За разлика од првата контрола, полицијата сега затече далеку помирна ситуација и намалена раздвиженост на малолетниците по угостителските објекти, како и конзумирање алкохол во доцните часови. Причината за тоа полицијата ја бара во отпочнување на учебната година и обврските што младите ги имаат со нејзиниот старт, рече Момчило Хаџипаунов, виши инспектор за превенција. И втората мешана патрола беше составена од полициски службеници и инспектори, родители од Совет на родители од средните училишта. Активноста траеше од 22 до 1 час од пополноќ. Мешаната патрола ги посети сите угостителски објекти во Кочани, како и најпознатите собиралишта на младите во вечерните часови. Освен неколку опомени на малолетници за конзумирање алкохол, и оваа акција ги даде очекуваните резултати. Родителите воглавно задоволни од превентивните мерки на полицијата, а надлежните служби ќе продолжат со ваквиот начин на превенирање на евентуалните девијантни појави кај малолетниците. Целта на овој проект е да се промовира и зголеми квалитетот на односот меѓу полицијата и граѓаните и да се подигне нивото на свеста на родителите за потенцијалните ризици и опасности врз малолетниците при нивното дружење во вечерните часови во смисла на употребата на алкохол или евентуални полесни дроги. Драстично покачен број на лица со горно и долно респираторни инфекции и диареја, констатира Кочанскиот центар за јавно здравје по пристигнатите пријави од матичните лекари на ниво на Кочани.
Докторите причината ја бараат во променливото време, но даваат препораки за заштита од инфекциите. 37-та недела околу 200 заболени, 38-та уште 350 нови пријави на заболени лица од горно-респираторни инфекции пристигнале во Центарот за јавно здравје во Кочани. Слична е бројката и на инфекциите на долните дишни патишта. Ако просек неделно имало по 60 заболени, последната недела регистрирани се нови 74-ца. И диарејата е во пораст. Ако досега просечно по 35 лица имале проблеми со цревната флора, последната недела бројката е покачена на 50. Причината за драстичното покачување на бројката на настинките и вирусите лекарите ја бараат во наглата промена на времето и температурните разлики што беа карактеристични последната недела. Ова се бројки на заболени лица само на ниво на Кочани, информираше доктор Натка Карамфилова, специјалист епидемиолог. Најголема бројка од инфицираните се на возраст од 0 до 60 години, посебно на удар се децата од 0 до 6 години. Помала е бројката на заболени лица над 60 години. Грипот засега го нема, а од Центарот за јавно здравје рекоа дека вакцините се набавени и дополнително ќе информираат кога ќе пристигнат истите. Лекарите даваат и препораки за заштита од вирусите, конзумирање правилна исхрана, повеќе течности, витамини и да се избегнува контакт со заболени лица заради лесната преносливост на вирусот. Во сообраќајка што во неделата се случила на патот Штип-Велес, потешко е повреден 32 годишниот возач на комбе од Соколарци. Поради сериозноста на повредите, тој е задржан на лекување во Штипската клиничка болница. Во сообраќајна несреќа меѓу патничко возило Голф и комбе Форд, што во неделата околу 7 часот се случи на патниот правец Штип-Велес, потешко се повредени две лица од Штип и од Соколарци. И двајцата се возачи на возилата, при што 23 годишниот штипјенец ВМ управувал со Голфот, додека 32 годишниот БН од Соколарци го возел комбето. Во меѓусебниот судир била причинета поголема материјална штета кај возилата, а возачот на Голфот се здобил со тешки телесни повреди и поради нивната сериозност бил префрлен на лекување во Скопје. Возачот на комбето пак, кој исто така се здобил со тешки телесни повреди, е задржан на болничко лекување во Штипската клиничка болница. Во комбето имало уште двајца сопатници, од кои едниот малолетник, но за разлика од возачот, тие се здобиле со лесни телесни повреди и се пуштени на домашно лекување. Општина Кочани ги известува граѓаните дека поради изведување градежни работи се воведува времена измена на режимот и условите на сообраќајот на улиците Никола Карев и Теодосија Паунов на делот од мостот на Кочанска река до крстосницата со улицата Киро Кикенски во близина на Руен и Нокс. На наведениот потек ќе се изведуваат градежни работи за поставување атмосферска канализација, при што ќе се ископува канал на левата страна од десната коловозна лента, од правецот од Кочанска река кон населбата Оризари. Поради тоа, учесниците во сообраќајот треба да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација, се вели во известувањето од општина Кочани. Заврши одбележувањето на неделата на промоција на хумани вредности. Волонтерите на Црвениот крст ни целата држава танцуваа во име на мирот и толеранцијата. Младите активисти на Црвен крст од Кочани и Виница викендов танцуваа на платото во Траговскиот центар, односно во централното градско подрашје пред кафулето Квин. Подготвија кореографија на песната Хепи од Фарел Вилијамс. Оние кои ги гледаме во разни акции за помош на стари и изнемоштени лица, кои собираат хуманитарна помош и се грижат истата да стигне до луѓето на кои им е најпотребна, преку танцот градските плоштади низ целата земја, испратија порака за разновидноста на културите, толеранцијата, диалогот и соработката, взаимната доверба и разбирање како гаранции за мирот и соживотот. Значи, еве, се собравме овде, активностите на Црвениот крст продолжуваат, ја завршуваме 2013-2014 година, промоција на хумани вредности. Ова се случува во цела Македонија, исто така и кај нас, со цел порака да упатиме до сите народи, не само во нашата држава, туку и во светот, за толеранција, меѓусебно разбирање, помош и така натаму. Ова се завршените активности од проектите промоција на хумани вредности, циклус 2014 година. Вие, како што знаете, веќе нели вашите гледачи се запознаени, ние работевме и реализиравме 5 ПХВ проекти, кои што беа високо оценети со одличен 5.
за кој што децата беа на финални работилници, добија награди. Јас како дисеминаторот на проектот сум горда што работев со таква група на младинци, со такви волонтери на Црвениот крст, бидејќи направивме нешто што можеби возрастните не можат да замислат дека може да го направат децата, ама тие сепак со добра координација може тоа да го сторат. Ние младите во општинските организации во цела република танцувавме веќе неколку недели заедно со цел да вежбаме подобро кореографијата. Преку танцувањето ние младинците испративме заедничка порака за мултикултурно општество со едно мото: танцуваме заедно, живееме заедно. Она што е посебно значаено е што свеста кај младите за хуманост е се поголема. Интересот тие да го одберат и да тргнат по патот на хуманоста од ден на ден е се поголем. Во рамките на стратегијата 2020 на Црвениот крст на Република Македонија, во која трета стратешка цел е унапредување на социјалната вклученост и култура на ненасилство и мир. Од пред 3 години е воведена нова недела во традиционалниот календар на активности, токму неделата на промоција на хуманите вредности од 21 до 27 септември. Пензионерите од Куманово во саботата ја одиграа театарската представа Ленче Кумановче како дел од манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Кумановските пензионери остваруваат успешна соработка со кочанските, посебно во делот на културата. Во саботата навечер пензионерите од Куманово ја изведоа театарската представа Ленче Кумановче. Иако луѓе во својата 7 или 8 деценија од животот, представата ја одиграа како вистински професионалци. Присутните пензионери од Кочани уживаа во нивната изведба, а актерите за миг ги потсетија на младите години кои одамна поминале. Представата е земена не од некои поводи дека тоа е Куманово и Кумановско, него е земена као класика, као андерграунд представа, која е, викаат, олтаймер представи, да кажеме театарски. Неверојатен спој помеѓу она што сакат да го абсорбираат, а тоа е глумата, и она што го доживуваат као ген, као луѓе во неколку децении. Знаете, и тој е спој. Они сватили дека и тука во таа улога, и као Homo sapiens, и како изведувач, они го тоа го вправат на фузија, една алка. Толку се дисциплиновани, толку се одговори, толку креативни. Кумановските пензионери представата ја подготвиле за 3 месеци, а оваа е 26-та изведба. Ја имаат играно скоро во сите градови од Републикава и надвор од неа, во Србија, Бугарија и Албанија. Во склоп на Кумановското здружение на пензионери формирано е културно-уметничко друштво кое функционира 14 години. Има и посебна драмска работилница која работи веќе 6 години. Во досегашното постоење на драмската работилница подготвени се и се реализирани 4 битови драми и една кабаретска представа и психодрамски текст од Јордан Плевнеш под името Р, која исто така е прикажана. Така што оваа драмска работилница досега има прикажано преку 53 представи во Република Македонија. Кумановските пензионери со своји представи учествуваат и на драмскиот аматерски фестивал, а нивното учество е резултат на успешната соработка со Кочанското здружение. Покрај тоа учествуваат и на деновите на Кочанскиот ориз, како и со новогодишен концерт со фолклорната група. Кочанските пензионери пак гостуваат во Куманово на традиционалниот концерт пензионерите за својот град, што го организираат пензионерите од Куманово. На програмата за деновите на Кочанскиот ориз во вторник на 30 септември ќе се одржи поетско-ликовен музички перформанс Кочански бисери, што ќе биде во 12 часот во мултикултурниот центар. Годишно собрание на манастирот Добра вода во Оризари организираше црковниот одбор по свечената литургија што се одржа во неделата наутро. Се правеше резиме на досегашните и се договараа активностите кои следуваат. Приоритет е да се направи патот до манастирот Добра вода во Оризари, како и конаците и кујната, беше речено на годишното собрание на манастирскиот комплекс, кој во неделата наутро го организираше црковниот одбор. Сите кои учествуваат во изградбата и на некој начин помагаат во манастирот, се собраа заеднички да ги договорат активностите кои ќе следуваат за обнова на манастирот, како и да се направи резиме на досегашните активности за негова доизградба. Прво најголемниот проблем патот. После тоа треба да имаме добра кујна и добар конак. Без конак и без пат тоа не. Даруваат луѓе, помагаат, имаш секои што ни помагаат,
луѓе даруваат и помагаат кои што можат и така манастирот се обновува и секој година понешто се обновува со тие донации што ги дава народ. Се ово од народ што дава. Манастирската управа на манастирот уште од почетокот кога почнал да се гради манастирот, така се има одредено еден ден при крајот на месец септември, каде што ги собира, ги повикува луѓето кои што во текот на целата таа година помагале, учествувале во изградбата, во уредувањето на манастирот, со цел да искаже една благодарност, меѓутоа и со цел да ги утврди наредните активности кои што ете така ќе се испланираат да бидат завршени во годината која што следува понатака. По годишното собрание свештеникот ја благослови трапезата која беше подготвена за присутните гости и верници. Целиот настан беше проследен со музика и песна. Секоја година голем црковно-народен собир на овој манастир се организира на вториот ден од Божик и петокот после Великден, познат кај народот како Источен петок Балаклија. Следуваат спортските информации. Лош фудбалски викенд за локалните представници. Само една од 4 екипи забележа победа, и тоа ланскиот шампион, женскиот фудбалски клуб Кочани. Бранителот на титулата Кочани дојде до лесна победа, додека Младост Иднина С имаше лошо отворање во Оризари против еден од главните фаворити Нова Илијата Драгон 2014. Резултати од првото коло во женската фудбалска лига. Ас Юнајтед Тиверија и Статов 1:3, Речица Кочани 2:7, Топгол Конзули 1:4, Борец Победа Куманово 5:0 и Младост Иднина С Оризари Драгон 2014 3:5. Разочарувачки резултат забележаа и Осогово и Слога 1934 во рамки на 6-тото коло од третата фудбалска лига Исток. Комплетни резултати од колото: напредок Здравје Радово Осогово 1:0, Плачковица Работник Џумајлија 5:0, Слога 1934 Брегалница Голак 3:7, Беласица Тиверија 2:0, Каменица Саса Баби 1:1 и 14 октомври 1946 Овчеполе 3:3. На табелата по 6 кола води Беласица пред Плачковица, трета напредок Здравје Радово, четврта Брегалница Голак, Осогово е на петата позиција, Слога 1934 со само една победа остана на предпоследната позиција, последен е 14 октомври 1946 со само еден бод. Трето коло во детските фудбалски лиги, Градски фудбалски клуб Осогово Младост 3:1, Генерација 2001, Зарновка Саса 5:1, Брегалница Делчево Кочани 2:0, Академија Апостолов Фудбал Старс 4:2. Во генерацијата 2002, Градски фудбалски клуб Осогово Младост 4:2, Зарновка Саса 2:5, Брегалница Делчево Кочани 1:7 и Академија Апостолов Фудбал Старс 0:2. Во генерацијата 2003-2004, Зарновка Саса 0:1 и Академија Апостолов Фудбал Старс 4:1. Еден надпревар беше одигран и во генерацијата 2005, Академија Апостолов Фудбал Старс 0:3. По повеќе од 20 години во Кочани повторно се играат првенствени надпревари во пинг-понг. По неодамнешното реоснување на клубот се одигра првото коло во втората лига, во кое кочанските пинг-понгари претрпеа тесен пораз од гостите од Битола. По 24 годишна пауза, од пред околу 1 месец, беше возобновен пинг-понгарскиот клуб Кочани. Иницијативата за тоа дојде од поранешните негови членови и од ентузијасти кои рекреативно се занимаваат со овој спорт. Желбата им била, како што велат, да се вратат на поранешните позиции, кога беа меѓу најдобрите клубови во државата, а нивните членови ги бранеа клубските бои на домашни и меѓународни надпреварувања. Од годинава клубот ќе се надпреварува во втората сениорска пинг-понгарска лига на Македонија, со амбиции да влезе во Суперлигата за сениори. Викендов во рамки на лигата се одигра првото коло, во кое кочанските пинг-понгари беа домакини на Мултитекс од Битола. На почетокот од средбата, председателот на клубот, Киро Филипов, ги поздрави присутните и направи краток осврт за историјата од основањето до денес. За прв пат клубот беше основан на 10 октомври 1977 година и функционираше 13 години. Во текот на постоењето на часовите по пинг-понг,
ги посетија околу 100 млади луѓе и чест ми е да кажам дека дел од нив денес се професионални играчи. По 24 години на иницијатива на луѓето кои од тогаш до денес не прекина да се бават со овој спорт, го обновуваме клубот. Почнуваме со 10 членови кои се ентузијасти и големи љубители на пинг-понгот. Но сакам да потенцирам дека сме отворени за сите кои сака да го научат или да се усовршат во овој спорт. Во првото коло како домакини, кочанските пинг-понгари претрпеа пораз од гостите од Битола со резултат 4:5. Иако претходно водеа со 4:1, сепак долгото отсуство од надпреварувањата и возраста на домашните спортисти пред помладите гостински противници беа пресудни за крајниот исход. Боите за кочани ги бранеа некогашните првотимци Сашко Теодосиев, Ѓорги Христов и Зоран Христов, кои на мечот прикажаа одлични потези, што само потврдија дека нивното искуство може за кратко време од формирањето на клубот да донесе успех. Во идното коло, кочанските пинг-понгари се среќаваат со екипата на Винспин од Виница. Спортскиот викенд беше прилично богат. Роберто Здравковски освои сребрен медал на меѓународен турнир, додека екипата на баскет Дино одигра 2 контролни средби. Каратистот на Партизан Роберто Здравковски во категоријата кумите до 35 килограми, родени 2003 година, го освои сребрениот медал. Тој беше единствен представник на клубот на меѓународниот карате турнир Струга Open 2014. На турнирот учествуваа 350 надпреварувачи од Србија, Црнагора, Македонија, Албанија и Косово. Баскет Дино викендов одигра 2 пријателски средби заради воигрување на екипите на овие тест надпревари. Цел беше да се востанови моментната форма пред Лига надпреварите. Со неколку пријателски средби со двете екипи, Баскет Дино ќе продолжи во следниот период, а резултатот е во втор план. Екипата во М18 се сретна со Гоце Делчев од Штип, додека второлигашкиот тим на Сашко Лазаров ги одмери силите со Плачковица Радовиш. Во вакуум периодот, до отпочнувањето на новата сезона, Баскет Дино ќе контролира со неколку надпревари против екипи со кои доправа ќе биде договорен спарингот. Заврши понеделничкото издание на вестите. Следете не и на kanal8.mk.